минатиот пат се запознавме со преградните ѕидови од обична тула, дали таа ќе биде полна или шуплива. Значи сепак пак стануваше збор за зид со дебелина од колку сантиметри? 12 сантиметри. Таа дебелина добивавме или со помоста на ширината на тулата, која што таа беше производствена димензија на тула. Некаде до 70-тите години можам да кажам дека претежно индивидуалните објекти, кои што инвеститорите не ја познаваат скоритната градба и многу мајсторите не ја познаваат скоритниот систем на градење, претежно индивидуалните објекти ги правеа ѕидовите, носивите ѕидови, кај масивниот систем, бидејќи станува збор за масивен систем, со ѕид со дебелина од 25 см. И тоа со полна тула. Значи станува збор сега за ЗИД од 25 см, кој што се уште некаде кога би се работеле во вашата пракса понатаму во реконструкција на летен објект, значи може да го сретнете таквиот ЗИД, реков, дека до 70-тите некаде доста индивидуалните објекти се применуваше масивниот скелетен систем, а носивите ЗИДови беа правени со дебелина од 25 см, па дури некаде и 38 см, зависно од тоа дали уште еден как горе ќе граде инвеститори. Меѓутоа, без разлика од тоа, дали ќе биде 28 или 38 см, сега исклучиво ќе зборуваме за ЗИДот од 25 см. Како се добива таа дебелина од 25 см? Ние кажавме дека димензијата на тулата која беше? Должината 25, ширината 12 и дебелината 6,5 см. Значи, еве погледнете. Што правиме во првиот вид зидањето, исто како кај преградните ѕидови. Имаме прв слој, втор слој, третиот, четвртиот ги повторуваат секогаш првиот и вториот слој. За да добиеме таа дебелина од 25 см, значи пак ја користиме димензијата на тулата. Имаме една ширина 12 см, уште една ширина 12. Тоа се 24 см. И кога ќе ставиме 1 см малтер, значи таа дебелина од 25 см. И тука важи правилото, како што важеше правилото кај преградниот ЗИД, дека ЗИДот мораме да го започнеме со нормиран дел, односно со половина тула или со 3/4 тула. Кажавме од кој причини нели го започнуваме ЗИДот со половина или 3/4. Заради што? Преклопот на спојниците помеѓу редовите, значи не сме една спојница да се појави во една вертикала да оди. Еве, тука имаме пример 2/3 на почетокот сме ставиле. Другите тули веќе не се цели парчиња, ставаме по должината на ЗИДот. Значи, должината на тулата 25 см. Кога се стане на страна, да го погледнеме ако зидаме ЗИДот, ја гледаме должината на тулата 25 см. Значи, една до друга цела тула ставаме, пак ја запазуваме дебелината на ЗИДот од 25 см. И понатака се така, значи, по должината еве може некој да стави, ајде ги, две една до друга, како вие што сме ги ставили. Така. Гледај да се во иста линија, заради малтерот. Ова е, малце понатре. По 1 сантиметар. Од прилика така, од око. Од око, ќе го правиме тоа. Така. Добро. И пак на крајот, еве, нема да одиме од проектот, читаме, тоа го кажавме минатиот пат, колкава треба да не биде должината на ЗИДот. Значи ги гледаме парчињата, колку парчиња ги ни треба за да добиеме должината на ЗИДот и сега на крајот пак ќе ставиме 2/3 за да го завршиме ЗИДот.
Значи сме ја завршиле должината на зидот и на крајот зидот пак го завршиле со 2/3/4. Сега во вториот ред, како ќе ја поставиме тулата? Што мислите? Ајде, земете цели тули, цели, така? Ајде, стави ги Ѓорѓе двете цели на почеток. Така. Ајде, дојдете поблиску да видиме сега што гледате. Дали има некаде преклоп на фугата? Каде се јавува во иста линија вертикалната фуга? Така, значи помеѓу двете парчиња на тули во средината, во дебелината на зидот се појавува, значи вертикална фуга што не сме така да биде. Заради тоа, извади ги Ѓорѓе тулите, погледнете сега тулата во кој правец ќе ја поставим. Ај сега обратно. Ете така. Значи сега почнуваме само со цели тули да редиме и продолжи понатаму Ѓорѓе. Така. Гледате како се покрива долните фуги со горната фуга. Четирите всушност спојници сите ги преклопуваме со полната тула одозго. Не, чекайте. Така. Гледате, дека со цели убаво кажавте вие со цели, ама пак треба многу е една важно четвртина во кој преклопа правец има. тулата ќе ја поставиме. Да, так треба една четвртина, значи пола од широчината треба да биде преклоп. Зашто тетата ќе ја поклопува. Типа, овде сантим, половина сантим, кома седоми, кога се зида не е така, но пошто не се импровизираме. Значи пак мора да има една четвртина. Значи на крај ќе видите самите, ќе дојдеме до цела, зидот ќе го завршиме со цела тула, значи не употребуваме нормирано парче. Швепче, ама не треба да има и се да не ги померуваме сите, не и друго е секоја се зида. И сега да видиме третиот ред. Како ќе го започнеме сега третиот? Што кажавме минатиот, кои се правилата? Се поклопува. Исто како првиот ред се повторува, значи започнуваме со 3/4 на тула. Да. Е сега, ако се станеме од страна, вака, значи целиот зид изида нагоре, ако го погледнеме, ќе видиме на изгледот на зидот, ќе ни се појавуваат во еден ред, ја гледаме должината на тулата, во другиот ред ја гледаме ширината на тулата. Оваа врска, значи кога вака ни е изидан зидот, во едниот ред да се гледа на должниците, тулата поставена во положба на надолжник. Зошто ја викаме таа положба на надолжник? Значи 25 сантиметри должината на тулата ја следи должината на зидот. Значи така е поставена во зидот, со должината ние ја добиваме должината на зидот, кој што реков го читаме од проект. А веќе во вториот ред имаме нова положба на тулата, гледате, на фасадата не се гледа веќе. Тулите ни се обратно поставени, не се гледа веќе должината, по која димenzија гледаме? Ширината, така, ширината на тулата. Оваа врска се вика блок врска. Че многу можете да ја сретнете и кога се обложуваат зидови. Ако се така наречени сендвич зидови од натрешна страна, пример шуплива тула е употребена, во средината е употребен термоизолационен материјал и на крајот е употребена полна тула или шуплива тула, дали ќе биде фасадна или обична, инвеститорот тука одлучува, значи ќе забележите дека се повеќе и така, значи и кај сендвич зидовите, кога на фасада сакаме да не се гледа тулата, оваа врска ја викаме блок врска. Дали сум јасна? Постои друг начин за добивање на оваа дебелина на зид од 25 см.
кога должината на тулата ќе употребиме како дебелина на зидот. Во тој случај, што мислите, дали на должници ќе употребиме? Ако должината на тулата ја употребиме како овој вториот пример, таа ќе ни, гледате, ја добиваме дебелината на зидот од 25 см, колку што е димензијата нели на тулата, 25 см. Значи можеме и така зидот во првиот ред да го изидаме и со таква положба на тулата, али пак мораме на почетокот да започнеме со 3/4 на тула. И натака, значи во првиот ред оваа положба на тулата, кога на изгледот на фасадата на зидот се гледа ширината, таа димензија на тулата, таа положба на тулата е викаме врзник. Положба на тулата врзник. Ако целиот зид го изидаме со таква положба на тулата, значи каде што насекаде на фасадата ја гледаме ширината на тулата, реков дека тој зид ќе биде положба на врзници. Зид значи со положба на тулата врзници, значи може и така. Меѓутоа, реков дека ова кај масивниот систем, кај индивидуалните објекти се применувало многу. Като носили зидот. Меѓутоа, последниве години, голема експанзија има на шупливата тула. На шупливата тула. Значи, оваа дебелина од 25 см е скелетниот систем, бидејќи веќе индивидуалните објекти се прават скелетен конструктивен систем, бидејќи тој се покажал како најекономичен. Значи, знаеме кај скелетниот систем, што сме кажали? Дали тулата игра улога да носи зид? Или која улога е на тулата тогаш? На зидовите? Да го преградат и да го затворат зидот од надворешната страна. Тогаш нема потреба конструкцијата, долната плочата и гредата и столбовите да ги оптоваруваме со ваква полна тула. Значи, ние дополнително ги оптоваруваме темелите, носивите, столбови и поголеми димензии, повеќе бетон ќе ни биде потребно, повеќе арматура, поголеми темели, што нема потреба. И земјиштето повеќе го оптоваруваме. Од тие причини, значи, се повеќе се користат шупливите блокови кај скелетниот систем. Зошто шупливите блокови? Да видим. Еден шуплив блок има димензија која? Шупливиот блок има димензија ширина 25 см, висината е 20 см и должината исто така 25 см. Зошто се вика шуплив блок? Тука имаме, еве имаме пример на шуплив блок. Еве погледнете. Што мислите, што е разликата меѓу една тула и ваков? Зошто се определуваме за ваков блок кај скелетниот зид, а не со обична ваква полна тула? Земете една тула во раката или 2-3 во раката и земете еден блок. Одма ќе осетите, еве една тула земи Ѓорѓе и земи во другата рака шуплив блок. Али гледа, шупливиот блок е со поголеми димензии, велиме. Така, кога некој материјал има поголема димензија, така, што истата така работа ја завршуваме, а од друга страна па што ни е важно? Во станот сакаме да ни биде топол, така? Топлината да не ни бега напред. Летно време топлината да не ни влегува внатре во станот, пак да ни е пријатен станот. И па со што се постигнува тоа? Тоа се постигнува со овие шупливи во самите блокови. Значи постигнуваме поголема топлинска и звучна изолација со шупливите блокови, што е важно, конструкцијата помалку ни е оптоварена, а исто така што е најважно, градбата ни е поекономична. Зошто? Наместо ние да употребиме неколку парчиња од руни, ние со еден блок ја постигнуваме таа должина, дебелина и висина на зидот. Така, значи, помалку малтер, помалку парчиња на блокови, ете ни е економичноста. Значи, помалку, значи, градбата веќе ни станува поекономична. Затоа, значи, од тие причини, кај скелетниот систем, веќе полната тула не можете да ја сретнете, полната тула кога зборува, не можете да ја сретнете да потполни еден простор, да затвори простор,
на надворешен зид помеѓу два столба. Значи, исклучиво се работи со шупливите блокови. А добро, вие не ги учевте по материјали тулите? Па зошто тогаш не ги кажувате особините на шупливиот блок? Така, ги учевте, нели, димензија. Не прашавте? Мола? Не прашавте? Ама јас го кажам зошто поекономична. Ви предавате. Да, Како да ни материјали. предавате? Добро. Да, професор. Тоа е тоа, ученици. Зидањето со шупливиот блок е на истиот начин како и со обичната полна туја. Само што кај шупливиот блок нема да го кршиме парчето на почетокот, туку ќе употребиме блокови кои што се произведуваат готови со ширина од 12 сантиметри. Значи од 12 сантиметри, а понатака блоковите си ги редиме по должината на зидот. Сега ќе се запрашаме па како да го поставиме блок. И тоа е, ќе се запрашаме бидејќи има шуплина. Да, како го ставиме, како што ни е блоко, што мислите, малтерот кај ќе ни отиде? По шуплините, што сме постигнали ништо, ден куп малтер сме подружили, ние правиме носив зид со малтерот. Значи, ништо не сме постигнали. Значи, од тие причини, ја легнуваме тулата, значи, гледате, вертикалната спојница сега доаѓа помеѓу самите шуплини и така се прилепуваат блокови. Дали сум јасно? Значи, ева и положбата на блокот кога ги зидаме. Тоа е. Покрај зидови, вакви керамички материјали за изведба на одредени конструкции од објектот се и имаме шупливи други елементи. Ајде овој елемент да видиме што мислите, ученици, дали сте виделе некаде ваков елементи, зашто бисме ги искористили овој елемент? За оджаци, за изолација. За така, значи за оджаци, за вентилација може да се употребуваат овие и овие ги викаме шунт оджаци или шунт вентилациони канали. Кога се употребуваат, може овие да бидат и од лесен бетон направени, а можат и од глина како керамички материјал. Којато има помала шуплина и поголема шуплина. По помалата шуплина правиме отвор, тука мајсторот ќе го прави отворот за печката, оджакот, нели, ќумакот за печката. А потоа има еден елемент, кога ќе ги учите по конструкции оджаците, ќе видите преоден елемент, каде што по тесниот дел, по поширокиот, овој се вика собирен канал. Преку тој преоден елемент, значи димот си влегува или отпадните гасови од бањите, најчесто ни се непроветрени, преку тој преоден елемент преминуваат во собирниот овој канал и потоа надвор над објектот се прави. Како оджак се зида, всушност тоа ние, или ако сме го потребиле како за оджак, тој оджак не е направен или како оджак за вентилација ако сме го употребили. Тоа е се што имам јас да ви кажам, ако има некој да праша нешто. За... Движењето на воздухот се знае, приклучокот секој пат ние некаде на 80 см максимум од кога воздухот, знаете дека топлиот воздух е горе, а ладниот е долу, а печките исто ни се на некоја таа висина од 80-90 см, значи приклучокот веднаш ни е во канал. Додека кај вентилацијата, отворот секогаш ни се наоѓа под меѓукапната конструкција, зошто? Па топлиот воздух, кој што кажав, се качува горе. Значи, загадениот воздух од просторијата ни е веќе горе. И преку тој отвор излегува, преку каналите, излегува надвор од објектот, изнесуваме надвор од објектот. Дали сум јасна? Тоа, има некој нешто да прашам повеќе, можеме и на објектот на лице место да видиме од блокови скелетен систем, значи како се изгледуваат зидовите шупливи блокови.